Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе уживате во сето она што ви го доставиме како информација до вас. Уште повеќе што одлучивме да поразговараме на една тема која што досега не сме ја говориле во Ваш термин, тоа е за енергетските методи. Уште повеќе што некако ми се чини дека во последно време алтернативните начини и пристапи на третирање на проблемите во секојдневието се повеќе земаат замав и се повеќе почнува за нив да се говори. Затоа одлучивме и ние да поразговараме малку на оваа тема, да доставиме до вас информации, да ги појасниме овие работи за да имате увид во сето она што представува енергетски методи, да знаете што е, значи, од кога потекнуваат, кога веќе кај нас почнуваат повеќе да се применуваат, од кога постојат овие методи, бидејќи многу од нас не знаат дека тие навистина постојат веќе многу одамна. За таа цел со мене во студиото е Ирена Ѓурчевска, која што е енергетски терапевт и се надевам дека сето ова што ќе го каже во однос на оваа проблематика ќе биде од ваша корист. Ирена, ти благодарам за одвоеното време кое што денес го имаш за да поразговараме на оваа тема и ти посакувам добре дојде. Благодарам на поканата. Се надевам дека ќе пробуди интерес. Овие теми ќе пробудат интерес за гледачите и ќе им бидат интересни. И мислам дека навистина ќе бидат интересни. Ајде веднаш да започнеме. Што представуваат енергетските методи? Па, наједноставно, енергетските методи представуваат алатки, технологии, има различни епитети кои што ги добиваат за олеснување на секојдневниот живот. Да, бидејќи ние секојдневно сме под стрес, да, секојдневно чувствуваме некој притисок, некоја негативна енергија, всушност не знаеме како да се справиме со сето тоа. На некој начин вие со овие енергетски методи им овозможувате на луѓето во секојдневието подобро да се справуваат со сите овие предизвици. Точно, значи тие токму и нивната цел. Така. На овие методи, без разлика дали се работи за невербални или вербални процеси, е за да им се олесни животот на секојдневниот живот на луѓето, но и доколку во одреден сегмент постојат одредени, значи, застои, блокади во кај човекот, тогаш ние, јас како енергетски терапевт, нели моите колеги, стапуваме, како да кажеме, како прва помош, која што првин ќе го доведе човекот во баланс, а потоа доколку тој сака, нели, значи сам да изучува и сам да се да се помогне да го обучите, ние за тоа сам да го применува. Тоа сам да го интересно, бидејќи ми се допаѓа ова што еве кога првпат разговарав со тебе на оваа тема, ми се допадна тоа што вие не сте себични да го чувате тоа само за себе, туку им давате можност на оние кои што сакаат да го научат тоа, да го применуваат, нели, и на други луѓе, и на себе, ако нели е можно, тоа ќе ни кажете подоцна, и некако да се шири ова, како што кажавте во еден разговор, ваша цел е што повеќе луѓе да можат, нели, да се помагаат еден на друг и на себе си пред се, за да може да им помогнат и на останатите. Порано, значи, знаат, нели, гледачите, овие теми беа доста, како да кажам, дури не се збореше за ова, беа како може би осудувани. Значи јас на почетокот кога почнав да се занимавам со ова, значи се збореше за бајачки, за маги, пак што работиш. Секогаш некои такви епитети, затоа што навистина луѓето немаат правилни информации и тие информации не беа достапни. Имаше и тоа причина зашто само во одредени кругови овие методи се користат, дел од овие методи, значи се користеа во затворени кругови, но веќе доаѓа, како да кажам, повеќе од потребно е ова да се шири. Бидејќи сваќаме дека сега со чест, нели, конвенционалната медицина е таа која што постои. Точно, тоа си останува, никој не го спори. Никој не го спорува, меѓутоа треба малку, значи, да се повратиме. Одлуката каде и што ќе си побара помош, така. Но треба да испитуваме, значи самите себе си да се испитуваме и да се обидеме да си помогнеме на некој друг алтернативен начин, освен со, нели, медикаменти и други. Сето тоа треба да би требало, значи, јас и за тоа се залагам, и за тоа и сме нели тука, тоа да биде еден од последните чекори кои што одредена личност би ги преземала, доколку не може да се справи со одредени психофизички
како да кажам, состојби. Така состојби, кои што ги имаме. Бидејќи кажавме дека не потекнува ова, не е сега нешто измислено, нели потекнува многу одамна, па ајде да ги информираме нашите гледачи од кога потекнуваат овие методи. Вака сега, нели има древни методи, значи има древни методи кои што постојат од кога што постои човекот. Значи има и, како да кажам, имаме и докази каде што има слики, како да кажеме, во Египет или баш на тие места каде што како се лечат луѓето со раце. Значи тоа е некој исто таа е метода, таа е некоја алатка така, со енергија, да си помогнат, енергетски да си помогнат. Дел од нив, пример, еве сега можам крај на 18-19 век се појавуваат примери кои се појавува. Исто е тоа една од овие методи која што е само помош и помош на останатите. Психофизички збориме, но интересно е што поголем дел од овие методи се јас пример што сум ги изучувала и кои што сум била на обуки, кои што ги експериментирам и работам со нив, се крајот на 80-тите, почеток на 90-тите години, значи се појавуваат и има всушност зошто е тоа така. Значи има сето тоа причина. Всушност се јавува потреба на човештвото за изучување, за употреба на вакви методи. Така и ширење, и ширење на овие методи. Сега малку малку да појаснам. Зошто баш во овој период? Така, не само што сега толку стана актуелно. Сите веќе приметуваме колку е, нели, знаеме дека имаме брз начин на живот и секојдневните обврски, секојдневните случувања ни наметнуваат големи како да кажам, товари, тешкоти, па сме како да имаме еден тон на нас, како да ни тежи, И токму поради тоа, не само поради тоа, туку и не само брзиот начин на живот, но и случувањата кои што се, еве само ќе проширам на универзумско ниво, се менува магнетната сила на земјата, значи се менуваат фреквенциите. Па се појавува потреба и ние како енергетски битија, значи да се подигнеме на повисоки вибрации, за да стигнеме, да бидеме во чекор со универзумот. Ние кога фреквенцијски ќе се подигнеме, тогаш и целата планета Земја ќе подигне својата фреквенција, а со тоа и ние ќе бидеме во чекор со самите, како да кажам, фреквенции на универзумот. И се почесто и повеќе гледам дека луѓето и се заинтересирани да ова е една широка тема, овдека не се збори, можеме значи баш меѓутоа ќе гледаме нели да бидеме малку поконцизни и да го разберат гледачите она за кој што. И токму поради тоа, бидејќи се јавува и потреба, но и спремност, бидејќи веќе луѓето се спремни, се заинтересирани, сакаат за овие работи да зборуваат, да слушаат, да истражуваат. Така, и точно е така дека луѓето се заинтересирани за овие начини на третирање на оние проблеми кои што ги имаат. Како стојат работите на глобално ниво и како се прифатени во другите земји? Ми се чини од сето она што досега сме го говореле и со тебе, еве и пред 2 недели се сретнавме и со Свемир Ковач, снимивме краток разговор, подоцна ќе го најавиме, ќе го пуштиме. Тој кажа дека кај нас некако подоцна стигнуваат работите, некако надвор побрзо тоа се одвива, се случува, се прифаќа. Како стојат работите надвор, како кај нас? Еве дури тоа што нели јас го гледам и сум присуствувала на семинари, надвор од Македонија, и во Загреб и сме биле, значи со колеги во Белград сме биле. Ево тоа што јас го гледам, но и од нели сега имам и на интернет што ги следам работите со тие методи и техники кои што се бавам и во тие кругови кои што сум. Кај нас ситуацијата што се уште ние се, како да кажам, се плашиме отворено да збориме за тоа и да кажеме дека ете ние сме заинтересирани за вакво нешто што е мислам веќе на страна, значи надвор од Македонија, тоа е веќе смешно, значи сите отворено се зборат за тие работи, дури има и лесно го прифаќаат. И многу полесно го прифаќаат и немаат проблем примери со снимање на тие работи, значи да дојдат да своје искуство да кажат, значи како поминале на таква некоја енергетска сесија или на таков некој третман на курсевите кои што исто така нели ги нудиме.
И значи така. кај нас потешко се прифаќаат, Да. надвор е тоа многу полесно прифатливо. Сега за сега да, но веќе И гледам побрзо се шири. Да, но веќе гледам дека во последниот период јас сега од октомври, значи еден период не бев тука, малку бев надвор од Македонија, но од октомври кога се вратив, некако има размрденост, веќе повеќе отвореност. Дека... Да, има и различни профили на луѓе кои што доаѓаат во центарот каде што во една да така, да, веќе си дел од веќе сум дел од Сусида, да, од октомври. И таа е интересна приказна исто е. Како стапивте во комуникација со Елена? Ние со Елена искомунициравме еднаш, меѓутоа изгледа не било речено тогаш да се договориме, меѓутоа еве баш со тебе разговарав, можеме да дојдеме да ве посетиме бидејќи тука сте ни во комши. Секако, ќе бидете добро дојдени. Ќе направиме една емисија убава, да. Нормално би сакала да да како стапивте во комуникација со Елена? Па со Елена јас што се вели нештата требало да се случат. Баш така. Баш така и многу интересна приказна, ништо нема случајно во животот, па и ова е еден од тие работи. Јас истото го мислам, да. Јас 2016-2017 година за прв пат отидов бев во Арс Лусида како клиент. Так. Да, имав потреба и едноставно некои работи ми се случува не ми беа јасни и имав потреба тоа нештото да го споделам значи со некого. Так. И како што ништо не е случајно нели во нашите животи, за прв пат отидов таму. Значи првин како клиент, а подоцна и сега делот. Да, тоа е многу интересно што јас уште на почетокот мислам се залюбив во сите тие методи кои што ги изучував таму. Да, Елена е една таква личност, така прекрасна значи, Елена, да, Елена точно знаеше. Значи баш онака јас еве можам и сум го кажувала и приватно тоа со луѓе кои што сум била во контакт дека било кој да беше во тој момент друг кој што ќе ми објасни да ми го објаснеше тоа што мене се случува, јас немаше да го прифатам и немаше така да го сватам. Значи низ наједноставен начин ми ги објасни моите нели внатрешни случувања со мене што се случуваше. Така, што е проблемот што те мачи? Да, тоа е точно проблемот што ме мачеше тогаш. Така да од тогаш започна нашата комуникација и до денес, значи не е престаната со тоа што имав јас еден период каде што сакав да истражувам сега нормално, освен тие методи таму што се. Тоа е добро и за самата себе, да. Освен тие методи таму што се како што е реики, прана, има и други, значи алатки кои што таму се изучуваат и ги користиме, значи кога ќе ни дојдат клиенти. Кои други методи, освен оние кои што ги напоменавте, реики и прана, се користат во Арс Лусида? Така, исто во моментов јас држам обуки за реики 888 и кристалотерапија. Нормално и од овие методи ги работиме и третманите. Меѓутоа би сакала сега еве малку нели отидовме директно да појаснам еве кога сме веќе во центар, кога разговараме за центарот. Многу е важно тоа што го спомнав на почетокот ова кога ме прашавте за Елена, пристапот. Да, Елена навистина има еден интересен пристап, така да, смирено. Точно. Една убава енергија која што јас не сум ја видела се уште во живо, меѓутоа од оние видеа кои што сум ги гледала на незината страна, навистина тоа сакав да го кажам, многу е битен пристапот. Пристапот и секогаш сите, значи што доаѓаат кај нас сакаме да се чувствуваат пријатно, опуштено и безбедно, што е многу важно. Да се надоврзам на тоа, методите си се методи. Има алатки во тие методи кои што ние ги користиме и кои што ги учиме самите, значи кои тие што клиенти што се заинтересирани. Многу е важен индивидуалниот пристап. Значи јас кога ќе одлучувате вие која метода ќе ја примените? Некогаш според оној разговор кој што ќе го водите со клиентот? Да, зависи клиентот дали дошол со одредена различно реагира, да. Зависи клиентот значи со која проблематика дошол и што пример можеби он веќе прочитал нешто претходно, прочитал за реики, прочитал за прана метод, прочитал за барси или било која од тие методи кои што ги нудиме.
некогаш, значи, самите веќе знаат што сакаат, но некогаш е потребно поттик, ние да ги поттикнеме и да им објасниме што па и да им предложите. Да, но во секој случај правиме и индивидуални, значи, според индивидуалната потреба на клиентот. Вие така одлучувате. Точно, ние така одлучуваме што како треба да пристапиме. Колку време? Ние се знаеме, ми се чини 3 години. 2-3 години, 2-3 години, да. 3 години, така. И одамна се договараме да направиме емисијата. Не беше моментот. Така, да. Сега се склопија куцките. Така, сега се поклопија куцките и одлучивме еве да информираме. Од тогаш почнуваш да се занимаваш, од кога се запознавме ние или колку време? Предходно јас работев паралелно. Како што ги изучував, значи ги земав методите, како што ги изучував обуките, јас и така од старт почнав да експериментирам. Едноставно се заљубив уште на прва. Ти ми кажа, почувствував дека тоа е за мене. Почувствував, да. Така ми кажа, тоа беше, 2017 година беше тогаш се запознав со универзална енергија, со универзалната енергија како метода, како да ја наречам. Да, метода. Но нешто чувствував дека не е тоа што е за мене, некако не ми легна. Дека треба нешто друго. Дека треба нешто друго, да. После тоа отидов во Ars Lucida и таму веќе таму ги научи овие други методи. Таму ги научив повеќето, значи од тие методи, но сепак ќе речам сакав да експериментирам, сакав и други тренери, ете како да кажам, и други обуки да земам, значи да се комплетирам. Да се надоградуваш. Да се надоградувам, да. Така да кога се запознав со реконекцијата, баш онака ми кликна, ова е тоа и периодот после тоа кога ја земав обуките за реконекција и за лична реконекција, се направи во мене еден, како да кажам, се интегрираа сите знаења и сите работи кои јас што ги земав и се чувствувам и навистина така се чувствувам како комплетирана. Сега едно цело имаш. Точно. Не дека нема и понатака, нели тоа ние цел живот учиме и следиме, но едноставно во мене ја добив таа потребна сигурност дека јас знам што правам и имав многу потврди. Така. Реконекцијата, ја мислам беше учител Свемир Ковач. Да. Пред 2 недели беше тука, имавте работилница. Дојдов јас, ве посетив, направивме еден краток разговор, па тука ќе предложам да го проследат и гледачите, оној краток разговор кој што го направивме, да слушнат кој е накратко Свемир Ковач и нешто накратко за она што тој го работи, па предлагам од режија сега да го пуштим. Почитувам господин Свемир Ковач, ви благодарам што одвоивте време за да поразговараме накратко за емисијата Ваш термин на телевизија Сонце, за она што го работите подолго време и за реконекцијата. Бидејќи оние кои што се во оваа област, нели, ве познаваат, меѓутоа би сакала на почеток да ни се представите за нашите гледачи да ве запознаат кој е Свемир Ковач. Hvala vam lijepo što ste me pozvali i lijepi pozdrav svim vašim gledateljima. I jako mi je drago da ćemo porazgovarati danas. Moje ime je dakle Svemir Kovač i ja sam instruktor rekonektivnog isciljivanja i rekonekcije. To je jedna metoda, odnosno modalitet energetskog isciljivanja koji je mene zainteresirao negdje tamo prije 15 godina. Je ušao u moj život i ušao je na takav način da sam se ja jednostavno poželio baviti s tim. Dugo godina sam radio kao mentor na seminarima doktora Erika Prla, koji je osnivač ove metode i danas sam učitelj rekonekcije i radim edukacije na području Balkana. Што всушност значи реконекцијата и какви придобивки би имале луѓето од ова? Pa rekonekcija je jedan novi modalitet energetskog iscjeljivanja koji transcendira potrebu za zaštitom od negativne energije, za procedurama i unosi u taj spektar energetskog iscjeljivanja jednu jednostavnost kako bi se apsolutno svatko mogao baviti i konektirati sa lakoćom s tim iscjeljujućim energijama. Дали вие кога нели запознавате некоја личност која што сака да ја направите реконекција, чувствувате дали таа личност може
понатаму еве да употребува реконекцијата и нели на работилниците да присуствува, да научи и да употребува. Така ако чувствувате, се чувствува ли тоа? Jedna je u biti stvar ta da svatko ko osjeća da ima neki nedostatak u svom životu i da se želi vratiti u balans u bilo kojem aspektu, fizičkom, mentalnom, emotivnom, može doći kod mene ili kod bilo kojeg drugog praktičara, a imamo preko u stotinama praktičara na Balkanu i može proći kroz tu sesiju koja ima potencijal da transformira naše sebstvo i da nam donese boljitak u bilo kojem aspektu našeg života. A postoje ljudi koje rekonekcija malo više zainteresira i žele naučiti i kako se ona radi. To su ljudi koji će doći ili na radionicu ili na seminar da postanu praktičari i da budu ti koji će pomagati drugima da dođu u veći balans kroz svoj rad i kroz dijeljenje ovog rada sa drugima. Каков е интересот? Евам да направиме една споредба од доаѓате од Хрватска. Каков е таму интересот за реконекција и еве можеби од она што досега сте го имале како информација кај нас овде во Македонија? Каде е поголем интересот? Pa ovako, dr. Erik Pearl je tamo već negdje 2011. prvi put bio u Zagrebu i bio je nekoliko puta i naravno kako je on imao seminar u Zagrebu, bilo je dosta ljudi koji su bili zainteresirani i napravljen jedna lijepa baza praktičara. Isto tako dolazio je u Srbiju i u Sloveniju. U Makedoniji nije nikad bio. I evo, nekako kako sam ja postao učitelj i počeo raditi seminare prvenstveno Zagreb, Ljubljana, Beograd, onda se odjedanput pojavio jedan poziv iz Makedonije da dođem. Ja sam to prihvatio i evo jako mi je drago jer evo sad sam već 4. put u Makedoniji. Svaki put odradimo radionicu, svaki put ima sve više ljudi zainteresiranih i mislim da uskoro ćemo napraviti prvi seminar za praktičare u Makedoniji. Ja vjerujem da je sazrelo vrijeme. Бидејќи ова е нешто што скоро време почна некако да се актуализира кај нас, тоа би сакала да ни кажете од кога постојат овие методи? Ona je nastala negdje sredinom 90. godina prošlog stoljeća i osnivač je dakle dr. Erik Pearl. On je po zanimanju bio kiropraktičar i jednostavno je došao, rekao bi nekako, došao je u konekciju s tim poljem. To je polje koje je svuda oko nas, ali tek kako se naša svijest polako podiže, mi postajemo svjesni tog polja koji ima jako puno benefita za nas. Nastala je upravo preko njega. On je širom svijeta održavao edukacije od 90. godina prošlog stoljeća pa sve negdje do 20. godina ovog, kada je dao ovlaštenje nama, nekolicini njegovih suradnika, da postanu učitelji i da predaju dalje ovaj rad širom svijeta. Так, кажавте дека вчера дојдовте овде во Скопје, денес имавте работилница, како поминавте, колку беше интересот еве денес конкретно? Кажавте дека во последно време нели се зголемува интересот, по 4. пат сте веќе овде. Како поминавте? Pa ja sam evo baš iznenađen jer smo ovaj put imali radionicu s najvećim brojem ljudi do sad i upravo me to evo potaknulo jučer upravo da razmišljam o tome da je možda vrijeme da napravimo jedan veliki seminar. Тоа беше и причината што го споменавте пред малку. Сметате ли дека сето ова што го работите некако ќе биде во иднина едноставно секојдневие на секој од нас? Ovo što... Бидејќи некако овие методи на луѓето не им се многу блиски. Меѓутоа ми се чини дека веќе почнува се повеќе да се актуализира, се повеќе луѓето да дознаваат за овие методи и можеби ќе почне дури, еве да не кажам секој, меѓутоа можеби секој втор, трет да ги прифаќа.
Pa mislim da smo mi se nalazimo, možda to tako ne izgleda, i ovako se čini da smo u velikom kaosu u našem svijetu, ali istovremeno mislim da prolazimo kroz ono što zovemo buđenje, a to je da postajemo svjesni da smo puno više od toga što mislimo da jesmo i da postajemo puno svjesniji. A rekonekcija, kao i sve druge energetske metode i učenja novijeg doba, govore o tome da smo mi energija i da kroz energiju možemo puno toga da dobijemo, pa čak i da se iscijeljujemo kroz energiju, a to je jedna nova paradigma za koju treba vremena, ali ljudi su sve više otvoreni prema tome. Така. Што е нешто следно што планирате да го спроведете, да го направите, може би некоја новина во однос на ова што го работите? Pa ja sam trenutno skoncentriran da širim ovaj rad na Balkanu, to je nekakva moja misija trenutno i pokušavam uz radionice uživo, uz prisutnost na YouTube-u jednostavno širiti ovu informaciju, da dođe kod što većeg broja ljudi i da oni ljudi koji prepoznaju ovaj rad da dobiju informaciju i da započnu svoju transformaciju, da budu svjesniji i da budu ljudi koji mogu sa lakoćom manifestirati stvari u svom životu i da unesu više svega onoga što je bazirano na ljubavi, a da izbace iz svog života ono što je bazirano na strahu. Така. Ви благодарам, господине Свемир, што одвоивте време да кажеме накратко нешто за оно што вие го работите, се со цел да ги информираме нашите гледачи, да дознаат за вас. И верувам дека во некоја следна прилика, еве, кога можеби ќе се случи тој семинар што го најавувате, ќе дојдеме и ние како телевизија да го посетиме семинарот, можеби повторно да направиме некој разговор од тоа како ќе помине семинарот кај нас. Ako ćemo imati uskoro, ja se nadam da hoćemo seminar, mislim da će to biti sjajna prilika, jer mislim da je čak puno interesantnije za gledatelje i za općenito javnost da čuju ljude koji prođu kroz to iskustvo, što im je ono donijelo, nego slušati samo učitelja. Така, да, добра идеја. Значи можеме да снимиме и некои од оние кои што веќе ја поминале реконекцијата, да ни кажат од прва рака како им се променил животот. Ви благодарам уште еднаш. Hvala vam lijepo. Да, почитувани гледачи, еве тука можевте накратко и да го видите разговорот со господинот Свемир Ковач, кој што е исто енергетски терапевт. Впрочем, и тој е учител за реконекцијата на мојата денешна соговорничка, затоа сакавме да го снимиме, да го пуштиме, еве некако да ги поврзаме работите и да го искористиме нели неговото доаѓање овде во Македонија. Интересно е тоа што Свемир најави многу скоро семинар. И со тоа некако ми се чини дека ќе започне оваа револуција на енергетски методи, па можеби знаеш, некако повеќе луѓето ќе почнат и повеќе да ги прифаќаат и за свое добро и тие да ги научат, како што кажавме претходно, и да ги применуваат. Ајде ние да продолжиме со разговорот. Зашто се може да помогнат овие енергетски методи? Па може да помогнат, значи, за доста психофизички состојби, значи во кои што се моментално се наоѓаат луѓето. Конкретно, ќе конкретизирам, значи стрес, депресија, панични напади, доколку луѓето имаат трауми, доколку имаат стравови, не се чувствуваат убаво, чувствуваат дека дури не само за состојби, туку и за ситуации. Значи доколку едноставно се чувствуваат дека можат нешто многу повеќе да направат, пример ако треба, нешто ги кочи. Нешто ги кочи, не знаат што е, знам дека не треба, дека можам, дека јас тоа го можам, не знам што е. Ама никако да ми тргне, никако да дојдеме до тоа. Широк е распонот и спектарот на кој што овие алатки може да се користат.
како што правевме еднаш муабет во еден така разговор во една наша средба, ти кажа дека ние секојдневно се среќаваме со многу луѓе, комуницираме со многу луѓе. Сите луѓе имаат различна енергија, некој добра, некој лоша. И сите тие на пример лоши енергии под наводници, така да ги кажам, што ги примаме, не секогаш секоја енергија на нас делува добро. Некогаш делува и лошо на нашата психофизичка состојба. И тоа е добро, значи да тие енергии некако ги прочистиме токму овие алатки, значи помагаат за да луѓето се научат, да го потребам зборот, како сами себе значи да си помогнат, како да ги сфилтрираат тие работи, што се случува пример кога ќе се сретна со нивниот енергетски систем, што се случува кога тие ќе се сретнат со такви енергии, што треба да направат, на како на најлесен начин воот, како да кажеме, со тоа да си ги решаваат тие проблеми. На почетокот нормално ќе треба малку време, но тоа се вежба, како и се во животот, така да не е ништо што не може да се е тренинг, значи тоа е баш направени се за секој да може да ги користи. Тоа е нешто применливо кое што е за овој денешниот живот кој што го имаме. Немало и да можеме ние да се шири, да се шири, точно, да. Дали може кај секого да се применуваат? Дали може секој да ги применува? Да, и на секого да се применува. Можат на секого. Јас би додала може на луѓе кои што имаат верба. Кои што веруваат во тоа. Кои што веруваат, во тоа дека кои што веруваат во дека повеќе нешто постои освен ова што не е видливо, опипливо, нешто што е околу нас. Што е околу нас, да. Значи треба да имаат верба, баш еве кога збориме за тоа, кога еве и кога дојде некој клиент за да му се помогне, треба да има верба во себе, во изборот што го направил и верба во терапевтот кој што го одбрал. Тоа е многу важно. И енергијата така полесно и доаѓа, да. Продре до него и ќе го реши она што го мачи. И ќе го реши тоа што го мачи, точно, да. Дали се вербални процеси? Па има и вербални и невербални процеси и микс, зависи за која метода, зависи за која техника се работи. Се е енергија. Значи се е енергија, но некои луѓе сакаат да збора за своите ситуации, некои не сакаат. Некои не сакаат да разговара и тоа е во ред. Така. Затоа и постои на пример реконекцијата, затоа постои пример праната која што се невербални, значи алатки и кои што служат баш за такви ситуации каде што луѓето не сакаат да се го кажат. Значи ова е многу широка тема, баш убаво ќе биде и уште една ваква емисија по-конкретно да направиме за самите методи. Токму како што кажав, ќе посетиме во центарот и заедно со Елена ќе направиме некоја комбинација за уште повеќе да ги доближиме овие работи. Околу методите спомнавме какви методи се користат, кои најчесто вака оние клиенти што ви се ги бараат методите? Има ли некоја што е вака што може да издвоите како најчесто практикувана метода или побарувана метода или да сакаат да им ја применат? Или не би можела да одвојам нешто. Се користи. Убаво ми го постави прашањето, ти благодарам. Јас би рекла, не е толку битна методата, колку што е важно да одберете правилен терапевт и правилен, значи подобен терапевт и подобна методата не е ни толку битна. Важно е како ќе ви ја пренесе можеби самиот момент одлучува што ќе се случи. Тоа е некако спонтано. Добро, тоа е дефинитивно, значи јас доколку дојде некој нормално дека си имам своја метода, како одлучувам што му е потребно на клиентот. Но во однос разговорот ми беше во однос на кога бираат клиентите, многу е важно како ќе отидат. Бидејќи јас не кажам дека треба ке мене да отидат или да дојдат во Арсусита, но да малку да обрнат внимание, бидејќи не секоја метода е исто представена од секого. Зависи од неговата енергија што носи. Зависи од енергијата да биде поклопена, но и да си одберат некој кој што ќе на нив им донесе потребните знаења, тоа што нив им треба. Колку сесии се потребни да се направи дали од различни методи, различни сесии или од сите методи се потребни ист број на сесии? Како што дошол, нели, каква што дошол проблемот, така нели не. Јас сега јавно ќе кажам, значи јас сум ја
применила на мене, вие сте ми ја примениле, барс методата, која што навистина мене многу ми годи. И неверојатно е чувството кога ќе ви направи третман, кога вие ми направивте, јас мислев дека навистина една голема тежина како да снема од мене, како да бев полесна, како да чекорев полесно, значи навистина ми беше многу големо олеснување, јавно кажувам, бидејќи јас кога веќе некого ќе викнам да разговарам на некоја тема, сакам да го почувствувам тоа што вие го правите како метода, за да нели знам што им пренесувам на гледачите. Да не мислат дека сега ние тука говориме за нешто што јас поим немам што е, значи сум го почувствувала навистина, почитувани гледачи е нешто што и како би ви го препорачала. Мислам дека е нешто што може да ве препороди. После веќе еден третман сте навистина друг човек и навистина ти благодарам. Колку сесии се потребни? Па, видете, се зависи... Знам дека за барсот треба почесто да се применува, бидејќи како што кажав, среќаваме луѓе, ситуации. Се зависи нели од потребата на клиентот, но магично стапче, како да кажам, немаме. Потребно е, значи, почесто да се применува. Барем 3-4 третмани, пак не можам јас тоа да го уврстам, но за да има бенефит, за да осети леснотија, за да се почувствува ослободено од сите тие, нели, како да кажеме, негативни енергии или секојдневни состојби, барем 3-4 сесии, што не значи дека во некој случај, значи јас реконекцијата кога сум ја употребувала после втор, трет третман веќе, значи се имаат видливи резултати, опипливи, осетливи резултати на себе си. Значи се чувствуваат полесно, подобро, помирно спијат, како да кажам, денот поубаво им поминува. Луѓето околу нив ги приметуваат дека не се како ти рекле на тебе како што претходно после сесијата како ти рекле на тебе, што ти рекле, што се случува со тебе? Да, навистина неверојатно чувство е, би посакала на секој да го почувствува. Интересно беше со Свемир кога разговаравме, еве може и тоа да го слушнат гледачите во разговорот, дека на семинарот би можеле ние да направиме и разговор со луѓе кои што веќе ги поминале овие сесии, на кои што навистина им се променил многу животот. Точно. Еве и ти самата, нели, кажа колку работите ти се промениле. Посебно, Да, значи добро е тоа да кога ќе имаме семинар ве посетиме да направиме така едни кратки разговори, па некако да ги скомбинираме и да ги пуштиме во етер за да еве како што кажа, тоа е целта и Свемир во разговорот кажа да што повеќе се прошири не за некој како да кажам некој ваш бенефит, него да вие можете на другите луѓе исто да им го пренесете, како што кажавме, па и тие да го применуваат и насипи самите на себе да се научат да си помагаат. Не е целта само луѓето како што го имаат да доаѓаат само кај нас. Значи целта е луѓето да видат дека има бенефит преку тие третмани и потоа да си го научат, за да може значи самите да го применуваат на себе, на блиските, на околината, широка примена има, да. Јас баш после личната реконекција која што ја направив, а сега и воедно јас и самата ги правам, тие лични реконекции и реконективни сесии, може би имаше еден период на, како да кажам, на тлење во мене на тие енергии пред да почнат да делуваат, но после неколку месеци значи драстични промени се случија. Значи драстични промени, јас буквално се чувствам и луѓето околу мене, баш и тоа еве кога ќе ме сретнат, многу си претходно кои што ме познавале, значи многу си мирна си, се чувствува мирот во тебе. Сакаме да земеме од тој мир, значи од тој мир ти што го имаш. Значи јас толку време си го посакував и трагав по тоа. Еве ќе кажам за на крај да сватам и дека го имам јас мирот, но треба да освестиме дека го имаме во себе. Да биде дел од твојот живот и некако тоа да ти биде и како да кажам, едно секојдневие. Точно. И да можеш и да живееш впрочем од сето ова. Точно. Да можеш да функционираш. И драго ми е што е така, бидејќи како што кажав те познавам беше голема, Кажи ми колку се луѓето заинтересирани. Ми се чини дека како што кажа и ти во последно време приметуваш дека се повеќе те бараат за да нели им беше интересно направиш некоја енергетска метода. Тоа беше многу интересно што ме намириса. Промената ја баш буквално ја почувствував што од кога сум вратена, значи од бев во Хрватска, значи претходно од октомври месец кога сум вратена, јас не сум престаната значи со работа.
Така, секогаш си негде. Да, ме наоѓаат баш интересно е тоа што како да се надоврзуваат работите. Секако се надоврзуваат, се е баш онака ланец кој што баш и тоа можам да си кажам сама ти да си дадам потврда дека сето ова сама буквално си го искрирав и го сакав и ова што ми се случило, значи пресреќна сум. Така. Дали е потребно, сега ова нешто што исто така мора да го пренесеме до нашите гледачи, дали е потребно вие да бидете поминати низ сите овие процеси на енергетски методи за вие потоа да можете да го работите ова? Вака сега, многу интересно прашање. Ние како енергетски терапевти, исто како и психотерапевтите, како секој, цел живот поминуваме низ процеси. И цел живот ние се надградуваме и работиме на себе. Доколку би биле ние така совршени и чисти, не би биле тука на земјава, значи. Така да треба да бидеме ние самите во себе кога јас пример кога се чувствував доволно спремна, тогаш и почнав да работам. И претходно јас се експериментирав и работев, значи да ги опипам така да нема проблем, но може сега како да кажам, треба да имате знаење, значи предзнаење треба да имате, но дека ние треба да бидеме совршени и чисти, дека треба да бидеме, тоа нема потреба, значи во основа ние сме си така. Сега ништо што ми паѓа на ум, во еден разговор ми кажавте дека обично нели овие енергетски методи се применуваат нели со физичко присуство, меѓутоа рековте дека понекогаш може да се направи и на далечина нешто. Кои се тие методи? Па е вака сега, значи реконекцијата. Знае личноста дека ќе му правите или вие без да знае можете да го правите? Нормално дека е со дозвола. Значи со договор. Со договор, со дозвола, значи треба тој да пројави интерес и се случуваат одредени ситуации. Поради можеби физичката оддалеченост. Точно, поради физичката оддалеченост, поради едноставно не може да се види. Не може да се видиме, но едноставно и нема потреба секогаш тоа да биде во живо. Значи да биде присутен клиентот да бидеме јас и клиентот присутни. Затоа што тие се си делуваат. Значи делуваат дали има присуство во живо или тоа како што кажеме на енергија, како што кажуваме. Точно, се е енергија, така да нема, дури ја мислам дека и се поопуштени кога се во своите домови и повеќе и самите кажуваат па ова и вака делува и поубаво ми делува вака, ја би сакала и понатаму вака да продолжиме на што го кажуваме ние на далечина. Значи тука некаде времето, значи ние го поминавме времето за разговор. Јас ти благодарам за што одлучи да поразговараме малку на оваа тема и ти посакувам многу успех во ова што го работиш во иднина. Благодарам и на гледачите. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ако беше оваа тема од ваш интерес, секако ќе може да не искомуницирате. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.